оставен да сведочи не само за едно од најболните страници од македонската историја, туку и за годините негрижа и видливите траги од вандализам, бел бетон без плочи и надписи. Вака денеска изгледа споменикот на децата бегалци, 8 децении по почетокот на граѓанската војна во Грција и 78 години од прогонството на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Не случајно секоја година комеморацијата се одржува токму овде во паркот Жена Борец кај овој споменик, кој што треба да го символизира страдањето и прогонството на илјадници македонци од Егејска Македонија. Но организаторите се жалат токму на состојбата во која што се наоѓа овој споменик. Низ годините тој е често мета на вандализам, меѓутоа реагираат и на самата институционална негрижа. Иако демолирањето се случувало повеќе пати од 2019 година, председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров вели дека биле поднесени кривични пријави и испратени дописи до владата, но без епилог, што според него дополнително ја продлабочува неправдата. Тој додава дека зад вандализмот стои смислена намера од антимакедонски центри. Како позитивен чекор ја посочи најавата од Министерството за култура, дека во тек е изработка на нова плоча од оригиналната авторка, која наскоро треба повторно да биде поставена. Денес стоиме пред обилен бетон, без ништо од символите по кои овој споменик беше препознатливо сведоштво за геноцидот врз македонскиот народ по Втората светска војна. И не преостанува ништо друго освен да кажеме засрамете се. Полицијата и јавното обвинителство истрагата против инспираторите и извршителите за овој вандализам до денешен не ја завршија. Владата со прст не мрдна споменикот да се реставрира. Невозможно е карши собрание со толку камери на овој јавен простор да нема индиции за сторител или сторители. Здруженијата оценуваат дека за поставениот споменик е само дел од поширокиот однос кон македонското историско прашање. Според нив, политичките договори од 2017 и 2018 година дополнително ја влошиле состојбата на македонците од Егејскиот и Пиринскиот дел. Велат дека и натаму има случаи на дискриминација при влез во Грција, со враќање од граница со образложение дека представуваат закана за националната безбедност на државата. Бараме македонската влада во односите со Грција да изнуди понижување на сите забрани од владата во Атина за влез на македонци од Македонија со обвинени опасни по националната безбедност на Грција. Бараме слободно движење за сите во Македонија и Грција и почитување на слободата на мислата и гласот. До владата, собранието и председателката, здруженијата побарали усвојување на резолуција за како што наведуваат извршениот геноцид врз македонскиот народ и собарање 10 август да биде прогласен за ден на негово меѓународно одбележување.